The words we tolerate today shape the society we live in tomorrow. They are a powerful tool that can build bridges between communities or tear them down. Hate speech begins subtly. A joke in a classroom, a comment under a photo, a social media post, a headline in the media, a slogan on the street. Words repeated long enough that they begin to sound normal, and when they become normalized, they lead to discrimination, dehumanization, segregation, and even conflict. Neighbors become strangers, and strangers become enemies. Therefore, it's no longer a question of whether words matter, but what kind of future we choose to create them. Мислам дека политиката намерно придонесува ние да живееме во два паралелни светови. Во една страна македонците, во друга страна албанците, веројатно третата страна се другите етнички заедници, но мислам дека ова се прави заради полесно продирање кај гласачите, бидејќи ние сме земја која што произлегуваше од еден друг систем. Влегувањето во плуралистички систем на некој начин ги зацврсти етничките идентитети, односно етнокултурните идентитети. И многу е полесно да манипулирате со емоции, со чувствата на граѓаните кои што се однесуваат на припадност во смисла на колективитет. Во одреден голем дел се мисли на етничката припадност и затоа мислам дека политичарите не само што не се обидуваат да изнаоѓат решенија, бидејќи решенијата постојат. The deep-rooted divisions in North Macedonia are shown in all analyses and monitoring of hate speech. Most registered cases relate to ethnic affiliation, followed by attacks on political opponents and gender-based attacks. The internet is the most fertile ground for spreading hate speech, not only social media posts, but also sensationalist reporting by online media outlets fuels harmful narratives. Медиумите, особено оние што се членки на Советот за етика, што сами се обврзале дека ќе ги почитуваат етичките норми, а тие имаат обврска не само да ги исчистат, да ги тргнат коментарите, туку тие имаат обврска во својата продукција, во своите текстови, да ги разобличат актерите, да посочат на свесноста кај населението дека тоа не води и не е добро нешто што ќе ја гради заедницата во иднина и да учествуваат во еден процес што кај нас не се случува, а треба да се случува по примерот на поразвиени демократски општества, да бидеме сите учесници во градење на културата на политичка коректност. Impunity creates an atmosphere of ease for perpetrators and discourages victims from reporting cases. Regarding hate speech, during 2024 and the first half of 2025, 138 incidents were registered. In this period, only one case reached a judicial resolution, resulting in a 1-year suspended prison sentence for the perpetrator. Сметам дека нашите институции кон говорот на омразата се однесуваат сосема индиферентно. Мислам дека кај обвинителството и кај нашите судови не само што не постои волја, туку мислам дека недостасува и компетентност и стручност за одлучување за вакви специфични предмети кои што се однесуваат на говорот на омразата, врзетничка, верска, расна и некоја друга основа. Сме имале примери кога од годишната квота на пријавени и обработени жалби, да речеме ако се 100, 15 до 20% да бидат врзани за членот 10, кој вели дека новинарот не смее да зборува со говорот на јазик и не смее да дискриминира. Најчестите грешки се прават во онлайн сферата, во онлайн порталите, кои имаат пракса на копи-пейст новинарство, тие земаат соопштенија од партиите и од А до Ш ги пренесуваат без никаква новинарска обработка, што не е добро новинарство. Прво, не е добро како продукт медиумски, а камоли како одговорност при работата. Media outlets are not the only ones that transmit messages quickly.
All forms of art we live with today also shape individual attitudes. Music and film, as the most widespread forms of art, seem to have the greatest influence on building a picture of diversity. Творештвото во народната музика. Ние имаме песни кои што содржат не говор на омраза, туку многу говор на омраза кон македонскиот народ и кон албанскиот народ. Можам да ви набројам, значи, многу песни кои што содржат стереотипизација и кои што зборуваат многу негативно за другиот народ, но јас најдов, на пример, на YouTube каналите, кај што се емитуваат овие песни, на ваква песна. Значи, ни на небо, ни на земја, за албанците место да нема. Место нема. Во друга песна на албански јазик се вели дека Господ ја создал ова земја за албанците и не дозволуваме никој да ја земе. Значи, нивната интенција, значи секој од нив кој што твори вакви патриотски, да речеме, според мене антипатриотски, бидејќи тие се против ова држава, бидејќи не влијаат врз развојот на државата. Film has proven to be a powerful creator and moderator of perceptions regarding certain national, religious, and racial groups. New generations of filmmakers are on a mission to fight these stereotypes through their work. Nëse kthehemi më herët në filmat e mëhershëm si filmat me italian ose me Rozo Xhertë janë paraqititur si një shoqëri mafioze, do thotë ka dhënë një ndikim shumë negativ. Ose filmat e mëhershëm që janë paraqitur afroamerikanët, që i kanë paraqitur me një nivel shumë të ulët të dhunës ose të krimit, do thotë edhe ajo ka dhënë një ndikim shumë negativ. Dhe në pastaj duke ardhur duke zhvilluar shoqëritë, duke kuptuar ndikimin e filmit, kanë filluar të paraqesin pamje më të realta, jo vetëm negative, për shkak se për mos të krijuar paragjykime dhe mos të krijuar urrëtie mes tyre. Треба да преминеме од едно стереотипно прикажување на етникумите во еден друг начин на размислување, бидејќи сепак сите сме луѓе и тоа треба да не биде почетна точка. Во бизнесот на задоволството идејата ми беше да ги свртам малку работите, дека нели секој може да биде добар и секој може да биде лош и дека не е важно кој од која националност. Така што во овој филм имаме и добри и лоши од двете страни, кои што кога ќе видиме, нели кога се работи за бизнес тука нема разлики, значи тие што не се добри луѓе без разлика од која националност ќе продолжат да го прават тоа што го прават и обратно. Public reactions show a desire to break barriers, but the consequences of long-standing divisions are still felt. Многу интересен детал би сакал да кажам, кога ги правевме проекциите на филмот, после гледањето е што од албанската страна многу луѓе ги фалеа македонските глумци, а од македонската страна ги фалеа албанските глумци за нивниот перформанс во филмот. Тоа многу се израдував заради тоа, бидејќи пред се увидовме дека нема доволно културна комуникација, не се знае едни со други дека воопшто постојат и дека работат. За среќа не многу, но имаше неколку коментари на социјалните мрежи во кои што бев обвинет дека филмот лошо ги представува македонците конкретно и дека најверојатно сум зел некои пари и дека сум платеник на некои си абстрактни странски сили. Меѓутоа, јас на тој одговор, на тој коментар, одговорив културно со тоа што кажав дека моето име е Гоце, дека мојата фирма се вика Македонска крепост и дека земјата имам представувано на над 100 фестивали во странство. Pra, filmin ndoshta jo çdo herë që mund të
të ndalë këtë urrëtitjen ndëretnike apo ta shëroj kompleksin një shoqërie, por çfarë mundet të bëj, mund të krijoj empati ndaj njëri tjetrit. Nëse një film, ja e marrim shembull në Maqedoni, paraqiten një shqiptar që ka një burr shqiptar ose familje shqiptare që kanë një hall, kanë një problem dhe kanë një mërzi ose duan të ikin nga vendi se nuk i kanë kushtet e mira, mendoj se automatikisht edhe një maqedonas ose edhe një rom, edhe një turk do të identifikohet me këtë problem dhe do ta krijojë një empati që do ta shohin se kanë problemin e njëjtë në vendin ku jetojnë. The global success of new films shows that the only thing essentially important to us is human emotion, not affiliation. Ne kemi filmin më i shikuar i vitit të kaluar ishte DJ Ahmet, që nuk flet as shqip as maqedonisht, por gjithë filmi flet turqisht. Dhe kjo e tregon se do të thotë mund të bëhen filma shumë të mirë ku publiku në Maqedoni do të shkon së bashku në kinema. Во DJ Ahmet имаме цел 99% од филмот е на турски јазик и тој сепак е македонски филм кој што направи огромен успех на светско ниво. И тоа е дел од македонската култура, колку што е дел и од турската култура, веќе се случува на ова територија. Besides art, sports also bring cultures together in one place. Although we see teamwork and respect on the field, the division in the stands is as loud as the cheering. In many countries, fan groups use hate speech, and it often leads to violence. Here we have heard various offensive chants calling for violence, seen slogans with nationalistic messages, and witnessed physical altercation, riots, and the burning of flags. Unlike club matches, when the national football team plays, the atmosphere is completely different. The team is mixed, and it seems that neither the players nor the fans mind that the captain is of Albanian nationality. Значи, факт е дека на спортските надпревари, на спортските стадиони, секогаш имаме повици за насилство, многу широк спектар на говор на омраза, првенствено врз етничка основа, но и врз други основи. Мислам дека овој факт потекнува од фактот што ние самите навивачки групи ги имаме значи именувани со воинствени имиња. Ние имаме навивачка група која што се нарекува Комити и навивачката група на Шкендија се Балисти. И на спортските надпревари често се мисли дека таму се надпреваруваат албанците и македонците и сметам дека решението треба да се бара во диалогот. Во Британија кога имало многу насилство врзано за фудбалските надпревари, оформиле институт за фудбалски навивачи. И тој институт од научна гледна точка пристапува во анализата на тоа зошто луѓето реагираат со таков набој и со толкава омраза кон другите, врзано за спортски надпревари. Кај нас не сум слушнала дека има некој сериозен пристап за приближување на навивачите или за подигање на нивната свесност дека тоа не води кон ништо добро. Aware of their influence, organizers of major European competitions visibly display messages for peace and against discrimination and violence. In contrast to the negative news reported by the media, positive examples, though not as popularized, still make big differences. The residents of the village of Lopate manifest their unity precisely through sports. Минатата година, за жал, во нашето село се случи еден трагичен настан, во кој што животот го загуби нашиот совраѓанин Ватко Стојмановски. Ватко Стојмановски беше едно многу позитивно, ведро момче, кој што другаруваше со сите, без разлика на вера, националност, старост. Pas iniciativa së shokut të tij Ali Sulejmani, ta organizojnë një ndeshje për ta respektuar dhe për ta nderuar Vllatkon. Ne si organizator e pranuam pa hezitim dhe organizuam një ndeshje futbolli në nder të Vlatko Stoјmanovski. Si u pranua te ne, u pranua shumë mirë nga të gjithë, nga të rinjtë e fshatit, njerëzit e fshatit, dhe ishte një ndeshje
vërtet emocionuese se si që thash më parë, Vlatko ishte një djali i fshatit tonë, një djali i ri, një djali i shoqëruar dhe besoj që edhe në të ardhmen ta përkujtojmë Vlatkon ashtu siç ka qenë. Dhe kjo ishte puna më e vogël që mund të bënim për Vlatkon dhe për familjen e Vlatkon. The futsal tournament they have organized since 2019 takes place on the grounds of the school that teaches children respect and understanding from an early age. Marrin pjesë ekipe shqiptare, ekipe maqedone, në stafin organizativ jemi gjithë rinia e fshatit, përfshirë shqiptarët edhe maqedonët, dhe gjithçka këtu organizohet në mënyrë të përbashkët. Në sport nuk ka dallim nacionaliteti, nuk ka dallim kultura, nuk ka dallim feja, po gjithmonë jemi të bashkuar për të arritur deri te qëllimi. Domethënë këtu në shkollën tonë, në fshatin tonë, nuk ekziston fjala urrejtje ndaj maqedonëve apo te maqedonët urrejtje ndaj shqiptarëve. The Bitolski Congress School in the village of Lopate shows us that the educational system plays a key role in creating coexistence. Можам слободно да кажам дека начинот на кој што живееме ние македонците и албанците во нашето село би требало да биде пример како треба воопшто во државата да влади еден добар соживот помеѓу двете доминантни националности во државата, македонската и албанската националност. Јас како знам за себе, а и од моите предци, од родителите, од бабите, од дедовците, не се памети некој инцидент, сериозен инцидент, да се случило помеѓу македонците и албанците. Таа слога, тоа единство, тој добар соживот помеѓу двете доминантни националности во нашето село се пренесува од колено на колено со традиција. Ние тоа го имаме наследено од нашите предци, го негуваме тој дух на добар соживот и го пренесуваме и на нашите идни генерации. Може би причината заради која што, еве јас како ја гледам малку, заради добриот соживот, е токму училиштето кое што е позади нас, во кое што учиме заедно и македонците и албанците. Значи ние уште од најмала детска возраст, уште од 5-6 години, ние се учиме на тој соживот. Unlike Lopate in Kumanovo, which has a mixed ethnic composition, Zheroviane in Tetovo has an exclusively Albanian population. In the Liria school, one teacher is an ethnic Macedonian. Sanja feels completely accepted by her colleagues and students. Сум се наоѓала во една, или се наоѓам уште во една албанска средина во која што нема ниту еден македонец освен мене во двете училишта. Инаку јас сум Сања, предавам македонски јазик на деца од албанска заедница или албанска нација. Така да не ми представувало проблем до денес, поради тоа што мислам дека од помош ми што го знам албанскиот јазик, знам како да владеам со децата и може тоа ми представува голема помош. Unë jam mësimdhënëse shqiptare, kurse kolegja ime Sanja është maqedonase. Bashkëpunimi ynë profesional bazohet në respekt të ndërsjellë dhe komunikim të hapur. Ne e mbështesim njëra tjetrën në punë, japim këshilla profesionale dhe ndihmojmë në raste të vështira. Me bashkëpunimin tonë ne u tregojmë nxënësve se respekti dhe puna ekipore janë vlera shumë të rëndësishme. Both teachers feel a responsibility to show students through personal example how ethnic barriers should be broken. Гледам дека има, например, ученици кои што ги учат од дома, имаат проблем, ама се интересираат кога ќе им кажам, например, и само за себе дека знам, например, од верата делови, дури многу повеќе од нив и се чудат. Ама треба и мојата реченица или мојата порака кон нив беше вие сте млади и вие сте оние кои што треба да го свртат светот за 360 степени. Значи, ако вие не направите чекор напред, нема кој. Имам представен дека и тие се луѓе и ние сме луѓе. Има, да, не викам, не има стереотипи, ама мојата цел е да бидеме заедно и на нив им е многу интересно, наставиш ке ти знаеш албански да зборуваш и сета како што знам, и јас така и вие треба, барем за една основна комуникација. Инаку во друг случај се немам почувствувано дека ми имаат одбиено или навредено, не, нити пак од моја страна, далеку од тоа. Për shembull, tema e fundit që ne e patëm vitin e kaluar kur ndodhi rasti me Koçanin, nxënësit e kishin si temë për
solidarizimin me këtë rastin, me ngjarjen, ato e pritin shumë me si t'ju them pa me empati, po. Not only educators, journalists, artists, and athletes, but all the members of society bear the responsibility to act towards unity. The goal is to create an environment where there will be many sincere friendships unburdened by any stereotypical barriers. Such is the friendship of young Yasmin and Matea. They are not of the same nationality, nor the same religion, nor do they go to the same school. And yet, after just one meeting, they developed an unbreakable friendship. Ние се запознавме пред 10 години во 2016. Се запознавме во Никола Карев, бидејќи тогаш мајка ми и незината мајка се дружеа. И од тогаш кога почнавме се дружиме, и од тогаш кога се најме разделало, кога не довидре раки сме, кога оваа година правивме 10 години другарствена. Како што кажа Јасмин, нашите мајки не запознаа. И после само кога станавме премногу блиски, само кога си одговаравме една на друга. Почитам низината националност и она мојата и немаме проблем со тоа. Among them and in their circles, friendship knows no boundaries. Unfortunately, Yasmin's nationality is still sometimes used in an offensive connotation. Together with Yasmin, her best friend Matea personally experiences such unpleasantries. Повеќето време знаат да ми кажат кога ти си шиптарка и такви некои работи што не разбирам што дошто тоа треба не дели, што ако сум шиптарка пак сум добар човек. Пример зависи од кој доаѓа, например, ако е некој така поблизо и што го знам кога нема тука да ми замета, само ќе кажам кога добар брат престани, кога не е смешно, ако некој друг знам да се скарам или кога само не ми е гајлено. Мислам дека треба само луѓето кога поише да разбера дека тоа што сум по друга националност или вера, кој тоа не значи дека сум различен човек, пак сум сите сме луѓе, сите сме исти. И мене тоа ме боли, бидејќи не можам ни да го опишам незиното чувство кој што она го доживува секој ден или не знам никога, и само кога мислам подобро ќе биде луѓето да не ги интересира или само да си тират своја работа за која националност е друг човек. Таа ја имам многу другарки од моја школа и одделение, им кажувам за Јасмин, цело време ја зборувам дека ми е најдобра другарка, како сестра ми е, и дека сме премногу блиски, и ќе им кажам дека е како албанка, и они не ми е гајле, уште ми кажува дека е многу убава, дека многу е добра, и барем ја пробам тие што имат негативни мисли да ги тргнам од мене. We see in our daily lives that a person is not born with prejudices, but rather they are learned. While we all have good relations with our fellow citizens on a personal level, the artificially created divisions is still very loud. Slogans written across the city calling for violence and death, internet comments triggering an avalanche of hate speech, and the rhetoric often used by politicians cause a sense of discomfort, not only for those they are directed at, but for each of us individually. Па секогаш помислувам и искуството како новинар ми се чини ми покажува дека зад нив стои организиран пристап. Или се тоа фудбалски навивачи, или се тоа подмладок на некоја политичка партија. Јас барем така гледам и навистина пак ќе потенцирам од новинарското искуство, ова го знам. Ретко кој сосед од малото кај што живееме ќе излезе и со спреј ќе напише нешто многу погрдно за другите луѓе. Сите имаме лично искуство кое е позитивно, а вкупно искуство што ни го градат политичарите и медиумите и целото општество кое е генерално негативно. И овие две работи некако се неспојиви ако добро размислиме. Hate speech is not a natural state, but a learned behavior. It is sustained by silence, impunity, and repetition. But those same spaces, schools, streets, sports fields, media, and art can be places of understanding, respect, and connection. When children learn together, when art tells honest stories, when sports unite, and when words are used with responsibility, divisions lose their power. The example we have seen reminds us that coexistence is not an abstract idea, but a daily practice.
Today, more and more often, we choose to write messages of love on those same walls where hate was once inscribed. Short, simple sentences that require no explanation. Just humanity. We choose words that heal instead of words that hurt. Because in the end, the society that we live in tomorrow begins with the words that we choose today.